Овие денови интензивно се одвива бележење на пешачки примени на улица Благоја Стивковски во општина Газибаба. И истото ќе продолжи во наредните денови. Јавното предпријатие улици и патишта информира дека по налог на градот Скопје обележувањето на хоризонталната сигнализација ќе продолжи на друга локација каде што ќе биде проценето дека има потреба од освежување на хоризонталната сигнализација. Во рамки на акцијата за поставување на нова хоризонтална сигнализација ги прашавме одговорните во улици и патишта како се одвива поставувањето на платоата за смирување на сообраќајот. Оттаму добивме одговор дека такви платоа се веќе поставени на улиците Борис Сарафов, Козле кај бензинската пумпа на Мак Петрол, како и на улицата Тодор Александров. Целта на поставувањето на овие платоа е да се намали брзината на движење на возилата на овие потези, со што ќе се зголеми безбедноста во сообраќајот. Во текот на наредниот период планирано е поставување на наведените платоа и на булеварот Втора Македонска бригада. Ова е позитивен пример од европските метрополи кој јавното предпријатие улици и патишта го применува за регулирање на сообраќајот и обезбедување безбедност на пешаците кои преминуваат улица. Обележувањето на хоризонталната сигнализација најде на позитивни реакции кај граѓаните кои велат дека необележаните пешачки премини често се причина за сообраќајни несреќи со човечки жртви. Покрај необележаните пешачки премини, несовесното управување со моторно возило е исто така причинител за сообраќајни несреќи. Подсетуваме дека во Законот за безбедност во сообраќајот на патиштата категорично е утврдено дека на дел од патот по кој се движат деца или се поставени сообраќајни знаци за учество на деца во сообраќајот, возачот е должен да вози со особена предпазливост и со брзина, што ќе овозможи да го запре возилото во случај на потреба. Казната за непропуштање пешак на пешачки премини изнесува 200 евра.